Во градот Чернихив, 13-годишниот Степан Поклад се упатува во Чернигивското училиште број 20. На 6 март 2022 година, руските сили го гранатира училиштето, тешко оштетувајќи го. Околу 18 месеци, учениците, вклучително и Поклад, немаа каде да учат. И се закрилось. Ми не достигаат многу работи, ми не достига базенот каде што постојано пливав. Сакав да постигнам нешто во животот, но толку многу се сменија и не можам тоа да го вратам. Наталија Малет е директорка на училиштето број 20 во Чернихив повеќе од 4 години. Пошкоđenje bilo duže. Над половина од прозорците се скршени, салата е многу оштетена, покривот е уништен таму и над главната зграда. Оштетени се многу врати, а во училишниот двор имаше огромен кратер. Во државниот буџет имаше само околу $273,000 за обнова на училиштето. Тоа опфати обновување на покривот, замена на системот за грејење и некои прозорци. Но парите се потрошија уште пред да се обноват неколку штетени училници. Тогаш се вклучија волонтери од добротворната фондација наречена SAFED за да добијат повеќе средства од странство. Најмногу донации дошле од Соединетите Американски држави, според Ана Пуцова, шефица за регионален развој во SAFED. Ми співпрацювали з декількома. Соработувавме со неколку американски организации кои ни помогнаа да собереме средства во Америка, потоа нас да не ги префрлат. Меѓу другите донации, меѓународната непрофитна организација IREX даде $18,000 американски за реставрација на училиштето во март. Якраз в Штатах були в них в офисі. Дојдовме во нивната канцеларија додека бевме во посета на САД, токму таму објавија дека донираат одредена сума за училница. Тоа беше искрата што ги иницираше другите донации. Денес околу 800 ученици го посетуваат училиштето број 20 во Чернихив. Работите се уште не се вратија во нормала. Училиштето работи во смени, некои деца одат на училиште рано наутро, а други почнуваат настава попладне. Тоа е затоа што заслоништето за бомби на училиштето може да собере само 300 луѓе, а учениците и вработените одат таму за да се покријат секој пат кога ќе слушнат сирена за воздушен напад.